Нема присуство на тешки метали во почвата и за среќа нема контаминиран почвен слој. Ова го покажале агрохемиските и педолошките анализи направени по повлекувањето на водата од земјоделските посеви по минатогодишните поплави во Пелагонија. За да се обнови земјоделското земјиште по поплавите, треба да помине период од 3 до 5 години за регенерирање на почвата, велат педолозите. Сегде таму кај што се издаде површината, имаше еродирање на површинскиот, односно хумусниот слој. Тоа е плодоносниот слој од почвата, кој што, например, во Република Србија, односно Војводина, изнесува 50 см, затоа орањето оди до 50 см, кај нас е 35, па максимум и 40 см. Доколку се еродира тој слој, останува неплодоносниот, односно неквалитетниот дел од почвата, кој што не е плодоносен за растението. Кореновиот систем се развива во тој хумусен слој, но не и во подолниот слој, кај што е претежно механички состав, односно содржина на камења и покрупен песок. Во исто време со еродирање на површинскиот слој настанува и нанесување, односно таложење од делот што го носи водата со себе. Не дај Боже тоа да бидат тешки метали, односно контаминирана да биде водата, но во исто време може да нанесе и неквалитетна почва. Постојат методи и техники со кои што земјоделците можат да испитаат почвата за да знаат што би можело да се добие од таа почва и кој вид на култура ќе успее. Педолозите препорачуваат дека 3 до 5 години може да помине период за регенерирање на почвата, но затоа мерките се за аплицирање со арско ѓубре, односно шталско ѓубре, што е можно во поголема количина. Тие ќе го подобрат топлотниот режим и аерацијата на почвата, односно воздушниот режим во почвата. Со тоа ќе настане промена во механичкиот состав и промена на хумусниот слој во површината, со што за краток период, побрз период, можеме да ја регенерираме почвата во истиот состав како што било претходно. Почвата во Пелагонија е глинеста и моментално е богата со вода, па се поставува прашањето дали постои опасност од поплави во Пелагонија, особено по она што се случува во Србија. Стравот настанува што веќе во Србија настанува поплава, а кај нас во наредните 20 дена се прогнозира 13 денови со врнежи. При тоа температурата ќе биде меѓу 0 и 13 степени Целзиусови, од што може да дојде до страв од поплави, затоа што температурите се ниски, нема простор за испарување, а веќе во претходниот период имаме неколку денови со врнежи, што значи почвата веќе е богата со вода, па многу кратко и за многу краток период и лесно може да настане излевање од корита, доколку не е исчистено како што е препорачено од страна на владата. По минатогодишните поплави кои што се случија во јануари, февруари и март на територија на Република Македонија, 3 општини беа прогласени како поплавени подрачја. Тоа беа општините Могила, Новаци и општина Босилово.